случайно. Я знам, одма јако ја почна. Ајде, може, јако, не, ти како што сакаш, идеме. Не прашувам зошто живеам, тоа што сум тука не случајно. Ја знам, затоа смело сега тргнувам, патувам за себе, трага остава. Не вели стој, зашто патот е овој, имам сега повод свој. Не се двоумам за ништо, стој не ми прави неспокој, да ме спречи може никој, зашто верувам во себе јас. Верувам. На 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 на. Од животот нема здравови, од секогаш биле разочарувања, да, и време за моите планови да доживеат своји остварувања. Не вели стој, зашто патот е овој, имам сега повод свој. Не се двоумам за ништо, стој не ми прави неспокој, да ме спречи може никој, зашто верувам во себе јас. Одма на јако браво. Иш, поштовање. Ме благослови со песна, уште не влезена. Па така треба се, нели музичка емисија, нели сега тоа правиме. Така е, тоа е муабетот, уствари поентата цела. Лаба вода, ама да си промовираме ништо што е наш. Многу те пофалувам. Знаеш колку фали музичка емисија? Ми фали ова, нема нигде, нема промоција. Ама сега се за човечи, се ожена, провира, сега ги гледаш работите со други очи. Сега сваќаш други вредности. Преку очите на жена ми. Да си ми живија, некам да кажам, да си ја поздравам. Викторовица. Викторовица, скроз, Викторица. Како си? Шо има ново? Добре сум. Се видено одамна, да ти кажам право. Па бевме на некој емисија, некој постојано жививме. Ние од талент шоуа. И сите различен човек одбрав. Ама чекај, нели е тоа најдобро? Да. Е па шо? Прејако беше. Многу беше супер, добро поминав. Добра сум генерално. Ете така сум хепи, пошто конечно концертот што го правев летоска си го виде својот бел ден, екранизација и публиката исто може да види, нели? Многу ми беше битен концертот затоа што ја доаѓам од еден друг свет. И некако со тој концерт, како да дипломирав, магистрирав концертна организација и концертирање, значи... Кој не знае... Ајде да не речам остарев, него и јас се зачовечив во музичките води. И многу ми беше битно, затоа што беше концертна промоција за мој втор албум со наслов Вида. Меѓутоа, сега кога го гледам од оваа дистанца, нели, снимен, измонтиран, све напред, и кога не можам мана да му најдам, а сум тежак перфекциониста, значи многу душата ми е полна, така да, што да ти кажам, добро сум одличност. Да, тоа е тој момент, знаеш, дури да си најдиш некоја мана од кој ќе го направиш, мене тоа ми се случи со првиот албум. Го направив, па се деси еден грабеж, нема врска, ми кренаја се од дома, еден ден не бе во Скопје, ми кренаја се, па одново опрема, па одново албумот, па одново се, и ко бидна албумот, ко бидна промоцијата, значи буквално лежев 2 дена дневна в кревет, вака обтегнат како крап. Со фацата? Ништо не ми се правеше. Вака? Шубо ми беше... Black hole sun. Да. Значи најлошо нека е по туѓи стандарди, не ме интересира. Аз си го направив прв пат, конечно нешто такво мое. Преубаво ми беше. Мене втор пат ми е, второ. Јас на 8 години вадам по еден албум. Браво. 2015 изведив Небеска, сега е Вида. Да нема толку да чекам за нареден, ама знаеш како? Па немам и зашто да ги брзам. Искрена да бидам. Тие се, пример, 13 песни, некој ги знае веќе публиката, некој треба допрво да си извадат сингл, спот, да си ја кажам приказната за секоја песна в тие. Значи, како дечиња заслужуваат свое внимание, љубов, да ги спласираш, не. Пускај нас
нема таква култура, музичка критика, некој да Нема. рече, осврт леле, ваков албум направи ова песна, тоа Тоа е песна, тоа што фали Па уствари. нормално е, сега тргнати сме на другата мисија, нели? Со вистинска приказна. Да, И скроз. сега, рецимо, нема кај нас да кажеш музичка критика која ќе рече, слушај, од тој албум, таа песна отскокнува, тој стил, тој жанр, вакви музичари, преслушајте, не, него како ќе ги вадиме песните, па чекаш да ова видиш изваде песна, trial and error, како спотот ќе тој, реагира тоа публиката и тоа е се, што да му Да, преш. зафркнала, ама тој што нема организирано, пример, концерти и такви чуда, не е свесен што се влегва во приказната. Не се светни, а за зборење и за маносување Ма то то сме ни експерти. е во менталитетот ни е то, не можеме да го избегнеме никако. Мене ми се случи 2014, мислам, излезе првиот албум и дали то лето, дали наредното, не се сеќам, сакав во Битола направам на Хераклеја. И тоа беше таков хај, јас дете уште што се вика, ништо не знаеш што се треба, да подемек поддржано од општината, ама треба ова, треба она, треба Да, вака. да. Хаос, абе чо, и ко заврши, значи јас зарипна дојдов на концертот. Од Да, што бев да, на сите растрчан страни, на да. сите страни, па камоли после концертот, пошто имаш гости, треба да ги координираш, треба престој, Е, треба па тоа е жалосно, јас проби, и со треба. предходно еден перформанс Јаболки и круши за уметнички души го направив турнено низ Македонија. Значи се да организираш, се да истрчаш, сите детали, на крај да искочиш на сцена, да исперформираш и со надеж дека публиката тоа што ќе ти го врати, ќе ти компензира за да не се осеќаш силувано од претходно све што си истрошил во организацијата. Меѓутоа, нели, ќе наречни си дека ќе се родиш, ќе речат ова дете ќе се бави со музика. Да. Значи начинот на кој што ние доживуваме музиката, мислам дека компензира. На луѓето секогаш му било, абе си пејте, си свирите, разбираш, што има врска, супер вие, си пеј, си свириш, Супер топ ти. си. Да. Да, ама има многу во позадина што се треба се помини. Ако решиш да се бавиш Така е. професионално и да живееш од тоа. Ако остане оноа си Така е, пееш така е. во тие, тоа е друга Да, приказна. тоа Меѓутоа, е ако дефинитивно. сакаш нели да се издигнеш на едно ниво, каде што ќе оставиш за себе некаков квалитет, Така. значи се ццка, се продукциски, секој Така е, тон, така се е. враќаш, го О. преживуваш, не го брзаш. Јас, верувал или не, првата песна во животот што сум ја снимила, никогаш не ја пуштив во етер. Значи, дури на Јасно ми 18 е. години, Јасно ми е. и јако скроз. сум ја платила, јако сум ја завршила све. Значи, уште на 18 години, тоа што е вродено, тој сен за естетика, тој сен за перфекционизам, не можеле да ме прелажат. Значи, сакам да кажам така дека е. тоа што ти е од Бога дадено, немаш ти да го игнорираш, а ако Така не е, си во така е. музика за да се ожениш или омашиш, Да, или да, за, да, значи, да, ако тоа си е во друго, музика да. за други вредности, нема лаж, нема превар. Нема. Ама и тој пат е многу поубав. Јас, например, исто после Идолот имав понуди продукциски куќи ова она, не за друго. Супер ќе беше, ќе ми направија песничиња, ќе имав некој кариериче и тука негде ќе завршеше приказната, немаше јас да го правам. Значи, од кал да е, јас да си го имам, тој ми е мерак од цел живот. Значи, сум учел школи, сум завршувал факултет и чуда, Така. не за некој да ми каже, и слушај ова вака и вака. Туку за јас да си кажам, најнеуво нека е во тугите очи, мене да ми е померак, знаеш. И тоа е тоа што цел живот ми исполнува, особено па кога ќе залепи нешто и во туѓите уши, да речам, кога ќе бендисат нешто, тука е веќе радоста е. Добро, тоа е на музичар што и кантавтор. Значи, Да. меракот, луѓе кои што се само изведувачи, мислам дека не го доживуваат тоа. Не. Он само Да. гледа тој или таа, нели, кој е пеач, дали може да се поистовети со улогата. Ти Така, кога така. имаш Николец емоционален, преточен во песна, друга димензија да, скроз. сме го правиле овој Послуша некој се поистоветил, еве заверувам во Да. себе. Знаеш каква антологиска песна стана таа. Скроз, Затоа што и скроз. после тоа јас, например, јас не бев свесна што се случило. Од после Јако. луѓе се јавуваат, например, имав едно гостување во телевизија и јас се разминувам, завршувам гостувањето, влегува друга жена и ми вика, само да ви кажам, јас победив канцер со вашата песна. Јас стојам, значи, Виктор, жими се ти кажам, значи јас стојам, не знам кај тирам или ќе ти речат, леле, вика факултетот да не ти беше твојата песна, немаше да го завршиш, значи, да. не знам, некогаш песната е поголема од тебе и Да, не си ни свесен. И Дефинитивно. сега јас после, например,
не знам, 2007 излезе таа песна, после не знам колку години сега да не кажувам, чути не кажувам. После добро години, да. Уште и се восхитувам на песната. Значи јас сега сваќам дека тогаш не сум била свесна. Иако тоа беше како предворие, како вовед предговор во книгата наречена Мијата. Значи сите тие како evolution of rock сметав дека треба да биде како друидска една култура, па влегуваат со стрингови, па после идат електрични гитари, на крај дури има со валентински дероски тогаш. Го терав да стави и джет мотори, да имам и како од авиацијата и на крај после име има јас си го знам тоа, кажеш ти, мене ми е кебот. Ама така беше се како се во едно. И Тино ти вика, кај ти текна се? Леле, Тино ми вика, не, ама затоа и Валентино ми свиреше на концертот, клавиатури, и баш му кажав и на самиот концерт, можеше било кој да е клавиатурист. Да. Меѓутоа, вредноста емоционална за мене, што ти си, викам, тука на мојот прв концерт, викам, неописиво и таков. Да. Неколку пати ми си има случајно мене, например, не дека си ги мразам песните, ама до толку јас се почнувајќи од текст, од музика, од онај дури ја напреш, дури испродуцираш, дури бидни све времиња, па после видеата сам си снимам. Па дури го снимам, па дури го измонтирам, па дури. Уште поинволвиран од мене. Јас заврши музика и текст, после го давам аранжманот кај други. Да, и кога ќе заврши песната, си викам, ја пуштам и не ја слушам некое време за да ми помини, за кога ја слушнам да ми е убаво, и не можам. Така исто дете кога си труден, го носиш, но и после кога ќе се роди, викаш, еве ви го свету се, вие гришете се, ти ја до тука. Многу знам назад ни е зимата, нас имаме време, ние не брзаме. Не, ама ти кажувам дека кај тебе уште поизразено, затоа што аранжманот го правиш, продукција го правиш сам, па после и видеата. И јас за видеата се инволвирам многу. Меѓутоа, музика и текст ја слушам, ја прескажувам на аранжер, на продуцент и тука застанува мојот. И уживај натаму. Да, ма јас ја слушам цела. Кај мене нема, например, недоумици од типот на кој жанр е песната. Така. Само треба му се раскаже, знаеш како правиме песна, како го поминав летниот распуст. Сега влага ова, па тоа, значи. Не, добро, кажи ми нешто, да не зборам јас за мене, кој јас да сум гостин. Кажи ми нешто за тебе, што спремаш сега во моментот? Зашто да не збориш, ти треба да си збориш, кај тебе сме ние во емисија, ама некако ми тргна, гледаш, со Битолчани, на албумот имав песна што се вика Ме боли, се жоли, француска со Фолтин, да, таа беше, значи, сплет на француско-македонски фолтински начин. Многу беше убава и јас таа песна подолго време имав во глава, само размислував кој е машкиот вокал. И Славеот беше пред 5 години, више бев сигурна дека е он гласот. И сега знаеш како Битолчани, тргниме да кинисам, чекај полека, па држ, па не да е, па ова, па она, ама ете бидна. Не, бидна и 6 голема ми направи за концертот дојдоа, ќе решаш за една песна, се смкна од Битола, сите цел бенд. Абе битолски деца се диси, знаат како треба. Невидена и многу убаво си поминавме, снимавме кај Штрафот лајв. Значи правевме лајв аранжман, што за мене исто беше едно ново искуство. Пецката се ти свири ова тука, се ти другиот ова, вака, така, ја мафтам на тој спотот, абе кефој. Па тоа е уствари убајната на тие музички порано бендоите, сите снимале така. И затоа има таа хемија, затоа е многу поинако. И песната мислам дека стана некако исто така една безвременска нота доби. И еве сега кај тебе сум во емисија и наредниот проект исто ми е со Битолчани. Значи, ништо, дај да те пишиме, да ти дајме адреса некоја Битола, да те пишиме. Јас имам адреса во Долно Дупени, така да сега го прекуѓавато поминувам од кај вас. Браво. Ама ова ми е симптоматично што ви кажете дека те ограбиле баш кога тргна за Скопје вечерта една, ми е жал. Не, Скопје бев. Си заминавме дома за Великден со брат ми, од Скопје те ограбија? Од Скопје, да. И се вративме другиот ден, празното куќаре доаѓаше. Од сакале да те задржат. Да, добро, додуше уште 4 куќи други беа ограбени, ама и ми е успат. Баш ми е жал. Бидна шо бидна. А со Bratz Brothers направивме една многу интересна песна, се вика I Wanted More. И сега па тој друг тип на соработка. Значи, Горан ми пушти од Bratz Brothers
готов аранжман, јас добив слобода да напишам текст, да направам мелодиска линија, да испеам. Лудило. Ко ми рече вака Не Горан, кажувам и ништо. се думам са, кој беше Горан? Кусио ги реđиш. Добри, извини, Кусио ми пушта, да. Се шалам. Тие почнати се на почесто да доаѓаат во Скопје, имаат и корпоративни настапи. Јас Супер. сосем случајно се запознав со нив, ги имав ангажирано, минатата година славивме 100 години од професија контролор на летање. Да, бе, ти Светски. контролор си, бе, леле. И слушај со брат с брада си викам јас се ова е голем јубилеј, дај нешто да запука јако дојда, растурирам многу јако. Звере. И тука нешто се случи и Треба вика некој ден да влезат овде како трубачи. Треба. И он ми се јавува, ми каже Мијата, вика ја се јавувам, прашувам, вика ова песна кој да ми направам. Кој? Мијата, Урбан Лиг. Така е. Јава како зборим. Јако. И јас прво ти е комплимент, било кој да ти се обрати за соработка, Така каде е. што можеш да оставиш парче од себе, Така. трајно, без разлика дали ќе успее, нема да успее песната и така натака, е голем комплимент. Тоа е број Дефинитивно. 1. Број 2, они исто сами си ги прават аранжманите и све, и доста од работите више многу светски, клубски. Тоа е за мене на нов жанр. Не е рокерски, него е баш клубски, нешто Така, сосем така. друго се случува, меѓутоа големината на еден артист е нели да може да одговори Дефинитивно. како што треба, Дефинитивно. така да баш сум возбудена да ти кажам. И Мислам ние сме дека возбудени, да за ти еден кажам месец право. ќе излезе и видео Дај Боже. и све, така Браво да си, браво. полека И полека. битолчани како сме активирани, човече. Браво. На сите полиња. Не, многу ме радува тоа, да ти кажам искрено. Соработката е единствениот начин да си ги расшириш хоризонтите и музички и како публика и како се. Јасно. И силата на еден артист уствари, како артист, треба да е можноста да се прилагодиш во секоја даена ситуација, да влезиш, да го земиш емотивно нештото и да го пренесиш на свој начин. Тоа е уствари, како се вика, треба да е посилната страна на еден артист. Малце речникот ми е многу Не, читам добар последно, си ама си, нема него врска. слушај, знаеш се една поговорка што викаат со секој не се пие и со секој музика не се брее. И то така е. Така да Не и можам тука, да знаеш, речам, да. кога се одголваш себе си, нели, пак треба не е само да имаш што поише луѓе се Да, работка, некој да те него да покрие. се не да те покрие, да те привезе, да те Да. да те донесе безбеден до Така е. тоа што Така сакаш. е. Дај нешто да испееме. Да, и јас тоа ќе ти велам. Пати пена, оствари ми си суши муцката од Не, зборане. него ќе речат музичка емисија, ништо не испеа. Права си, што сакаш да направиме? Сакам да испееме Bye Bye. Таа е песна што 88 или 89-та група Буба Што Мара. бегаш? Не бегам. Bye Bye во мијата начин. Кој беше Bye Bye? Блузерски. И да ќе ти обяснам све. Буба Мара група, песна на Драган Карамфиловски Бојс, у Макфест време. И облечен беше пејачот со едно како одело такво Да, бе, со оние- сарџенско. да, со Не знам оние- дали ти тегна да кажи ми како да заборам од почеток, чекај, дај некој акорд. Нешто така. Ти, Кажи ми како да те заборавам. браво. Така. Кажи ми, кажи, или да ти простам пак. Може. Од едно лето ја спомени носам, очи солзи две. Само кажи бај бај, заборави се. Ќе ја погодиме. Ти си моје лето и зима, мала тајна скриена, страшна бура што се спрема, а на изглед невинна. Парарарарара, ти си моја вечна тема,
книга непрочитана. Пред тебе јас имам и трема, само шанси нема. Кажи ми како да те заборавам. Кажи ми, кажи, или да ти простам пак. Од едно лето ја спомени носам, очи солзи две. Само кажи бај бај, заборави се. Кажи ми како да те заборавам. Кажи ми, кажи, или да ти простам пак. Од едно лето ја спомени носам, очи солзи две. Само кажи бај бај, заборави се. Еј. Шубо си легна песната, човече. Ако си имам човек, како се вика тоа, Дури се залетав јас. со слух. Абе, со Па уши. шо? Со уши. Еј, па ретковост е тоа, Виктор. Знаеш, имаше 2008 кога почнав да го спремам тоа јаболки и круши, на факултет исто за француска шансона се спремавме за надпревар. И со еден дечко се запознав, Диме. Мислам исто Атанасовски, нешто така, боже. Димитар? Не е битно, од Велес, пошто не беше не беше музичар, да кажеме, етаблиран, ама свиреше у некој бенд и за свадба и за излез. Абе одма так, фаќа. После знаеш како со години сум работела, не е така со останатите. Друго е, да. И тогаш не сум била ни свесна. Исто како ти, например, што си слухиста и одма ти е јасно, затоа што ја знаеш музичката прогресија, ја доживуваш музиката на поеднаков начин. А друго е кога учат, па ја меморираат, механички, значи многу е ретко. Ама тогаш ја не бев свесна. Сега сум многу свесна тогаш што сум имала и затоа одма ми е јасно кога имам соработка со такви луѓе повеќе. Многу е, значи такви луѓе се злато да ги имаш, само што вистина се ретки. Знаеш, можеш да го земиш во било кој стил да го клаеш и да седни, да си влезе во приказната. Так. И он ти го води бендот. Да. После. Така јако. Јас исто имав сега за прв пат настапував во живо во изминативе неколку години, ама сега за концертот нели баш требаше да се седне, да се спреми, пошто ништо не беше на матрица, се е лајф од свирено, се е лајф од пеано, пратечи оно. Браво. Леле, како? Браво. Какво искуство, па психа, па држи, па еден вака, па влече. Значи, како да ти кажам, дома им викам 2 месеци да ме ослободите, да не ме прашувате дали е нешто испрано, што има за ручек. Значи, невојте, пошто ова ја не бев свесна во што влагам. Знаеш, искрено ти кажам, се од оваа перспектива не е така како што викаат си пеете, си свиркате и лесно вие. Јас да сум, не да не ме прашуваш дали имам исправно, ништо да не ме прашуваш. Јас многу сум, вака сум многу смирен човек и весел сите работи. Има моменти кај што многу ме нервират глупи прашања. Излегваш, се врати, домашните нормално е ќе те прашат нешто да се најдат во муавет. И значи кога имам нешто за мислење, кога треба нек да се спремам, пакувам инструменти, чуда, едно нешто ме прашаш, абе заборавам нешто што сака нека е. Да. И после ќе тргнам попат и ќе ми текне и тоа е нервоза и стално викам, кога ме видите дека се спремам за негде, никој ништо нека не ме прашува. Па добро. Особено ако е битно нешто, остајте ме се суредам, после ќе правиме муавето. Сега мене тука, искрена да бидам, многу ми помага контролорската природа. Значи, тој тренинг што сум го имала за да се стекнам со таа професионалност, многу ми помага тука и пример спотови кои снимам или било што кога се спремам, вака по минутите ми е напишано сценариото. У таа минута тоа се случи, у таа минута и вака гледат, викаат ние толку години музика правиме, вакво нешто не ни е десано. Така да и сега например треба спот да се снима, викам за еден ден ќе завршиме. Не бе, мијата немаш да се верувам, викам ќе завршиме. Так. И се спремам например етапно.
периодично. Не само жижот, него например ќе го почнам и све ми е у кола. Не да Боже некој да ми исчисти колата. Значи Виктор, све ќе ми како ти кажам, немој да кажуваш на телевизија. Прибрано му е се. Не, све ќе ми измести. Вака знам кај ми е, шо ми е, зашто ми е и другарка ми вика: "Еј, ти исчисти колата." Немој. Жити мене, немој. Не, јас да можев така ги запишвам работите. Не знам, мислам дека многу повеќе имав постигнато во животот, ама јас сум таков тип на човек. Кај мене не важи она правилната поговорка, кај мене важи паметниот памти, будалиот пиши. И стално да ќе запамтам јас ова, никогаш нема го запамтам, ама таков сум, не. Ништо, ноут се од телефон одма. А песни, например, која чекам малку. Песни кои ти искачаат тюнови. То знам да го запишам. А знаеш што да го запишам? Или да го снимам, макар шо. Тоа зашо не го памтиш? Макар што, да, и има многу што така ги имам ќе свирнам, ќе го запамтам и некојаш може ќе ми текни, некојаш можич нема да ми текни. И па жално е тоа. Ама да, почни одма све рекординг. Ме тера невеста да се. Запиши си, пример треба се јавам кај некој, јас пошто врски целни заборам. Запиши си ноутс, ке си клаиш надвор на телефонот на она кога ќе го отвориш да ти види викам што ти значи жена. Гледаш зашто се женеле луѓето да процветат. Абе тоа е, јас кога ги прашвав стриковците таму викам како бе женет тро поарно од умрен ми рече не ме збунивал да викам што збораш бе тоа збориш бе така ти рекоа ама супер а не они ствари некеле ти кажат која е тајната на нивната успешност за да делуваат мачо нема врска супер мислам фала му на Господ што ми даде памет вака да си постапам да си се суредам малце ќе си ни студиото ќе ми беше завршено уште ќе се тегне заврши све фала Богу да уште некое преамче што си чекам да си го купам да си го нарачам. Иначе во глобала Битола ми е еве ти кажам дека и домакинска песната ја снимано у Битола во студио кај Стефанија Милева со Перо Мрако што би рекли ја правевме заедно Марк Прпес и тоа е исто едно од поубавите искуства така значи мада тогаш се саштисав искрено да ти кажам пошто беше Василици само мажи имаше надвор поширок со как така е. И со билтени од хладилница, живо ќуро не видов девојче во ниту еден кафич и патив усвет. Не знам кај вас како се тука обичаите, кај нас во Битола за Василица се врти мазник. Да. И Василица 13 вечерта е ден кај што треба да се коцкаш, да пцуеш, да збораш такви демек да излези лошото за во новата година да влезеш прочистен. Јас прошетав кој искачаше лошото и за коса со билтени со чудот и сите се со коцките раце. За коса се фади викам не дека брзо иначе не се, ама дајде ова е како брзо викам оправдање. Да снимам и да бегам. Да го ставиме комаро, дај уште едно песниче направиме. Ама сега ќе пееш. Заедно. Нормално. Да го испоштуваме тошката. Грлото пепел, ама тоа ќе го испоштуваме. Па мора. Чекај, нешто да не се збунам. Да не се збуниш, ти зеде со препишвање? Со препишвање. Ау, да не ти текстот го знаеш? Да бе. Јас тоше седи. За тебе ме нема. Јас и ти сме волка стара, подобро да не знам каде и со кој си сега и од овде бегам. Кој ќе не ти требам, казна е и со тебе, но и без тебе. И овој живот мој нека вела, што те има затоа си родена. Не знам дали ќе успеам да простам се и да заборавам. Никој како тебе не бакнува, затоа си родена. Не знам дали ќе успеам да простам се и да заборавам.
Рани на устните, но не се мене. А срце по тебе, во гради ме гребе, ќе издржам солзи во очите, со друг во ногите. А мене ме лажеш, и што и да кажеш, ќе издржам. Врати се у втора сторба. Не сакам да слушам, не сакам да збор за тебе, ќе смирам душа. Сам со себе, Нема пат за назад. нема Што и да ти кажам, кога некој третне делика знае и со тебе, но и без тебе. И овој живот мој не е бајка бела, штом те има, а те нема. Никој како тебе не бакнува, затоа си родена. Не знам дал ќе успеам да простам се и да заборавам. Никој како тебе не бакнува, затоа си родена. Не знам дал ќе успеам да простам се и да заборавам. Шуво си легна ова. Доступ да правиш вакви емисии. Замерак, да, треба и И почесто се радио, и дружиме. подкаст, и све да направиш. Се ќе направим, нич да не се. едно по Таму ќе едно. можеме и поке глупости да збораме, вака се пошто на телевизија мора човек да се Знаеш пази. дека караоке си правиме у Sky Music, си се собираме, си пееме луѓе, така да дојдеш кога ќе си слободен. Шуво. Фала ти што ми беше гостинка, јас Ќе да морам подстанам. тука. Опа! Таман работа со состанување не. Па со поштовање, со поучица, па како? Јас пошто од прегена на столицата некако ме фати, не можам да се поткренам. А и плюс да Многу. возиш до назад. Ме рани невестата, бе, малце сум, ноцете не ме држат. Ај. За убо нека е. Ќе Фала ти. смениш позиција и нема да нозе и тоа е да, тоа. права си. Фала ти многу. Фала ти, се надевам дека се спомнавме што треба спомне, пак ќе се вратиме. ние, Нема не е врски да не проблем. спомнеме едно Да. негде да тргнеме. Така е, ќе си направиме пак дружба. Супер, фала ти што ни дојде. А вие дечки, фала ви вас што не пратевте. Се надевам не ви бевме многу досадни. Се надевам дека ве расположивме малце. Тоа ше си е стандард, почнавме секоја емисија да го пееме, ама за убо нека и треба да го пееме и треба се да пееме ше македонско. Фала ви уште еднаш за вниманието и се гледаме наредна недела во 18 часот. Поздрав!